Благодарам, председателя, почитувани колеги пратеници. Јас се надам дека ќе се затршам до суштината на амандманот и на предлог законското решение. Би сакал да напоменам дека има големи реакции во однос на ова предлог законско решение. Сега, да не биде како приказно, меѓутоа вчера се сретнав со еден судија случајно и ми реагираше во однос на предлог законското решение. Сериозни беа реакциите и замоли доколку може да се внимава при носењето на такви, бидејќи многу малку биле консултирани во однос на тоа. Често пати односот наш и медиумски било каков кон судиите и јавните обвинители, често пати знаеме да го посочиме прстот кон нив. Меѓутоа, дали е така? Имаме честни судии, имаме луѓе кои се изградиле во овој систем, го граделе овој систем и треба да ги слушнеме нив. Најважно е да се научиме да ги слушаме граѓаните, да ги слушаме стручните лица, да ги слушаме научните фели, во овој случај да ги слушаме и да внимаваме оно што ни говорат судиите и јавните обвинители. Ова е една сериозна измена во период кога се донесуваше ова Академија за јавни обвинители суди. Се сеќавате зошто се направи тоа? Затоа што имаше реакции во однос на некои однесување во судската фела, во правосудната фела, и пред се потекнува тоа еден период, иако малку по-одамна, 96-та месечина беше, кога тука во парламентот пратеници дел тогашниот состав избрале преку 600 суди и од тука натака тргат некои работи, бидејќи луѓето биле бирани по лична основа. Не навлегувајќи во тоа дали биле стручни или не, меѓутоа начинот на избор малку предизвикувал еден политички начин на избор. За да се промени тоа, тогашното раководство наше на ВМРО ДПМН коалицијата најде една идеја, проект кој се вели Академија на суди и јавни обвинители со намера да таму дополнително се образуваат. Тоа всушност на сите суди и јавни обвинители дополнително им одзема многу време, тоа се многу трошкови и така натака, со едни изградени високи критериуми кои понатаму би требало да дават квалитетни судии. Значи, во тој дел да се избегне и тој непотизам на вработување, да се избегне можноста да некој да влие политички и така натаму, за да се направи. Меѓутоа сега одеднаш барањето и сите ова што и претходно колегата Димитар Стеваранџи го кажа, значи барањето одеднаш се да се промени, значи како да не постоело ништо претходно, дека немало добри закони, затоа што и овој закон претходно е носен и усогласуван со сите политички партии, мислам дека имаше договор коалициски, меѓутоа и со силна контрола на европските институции кои се во Македонија, со намера стварно да се изгради, да се почне да се работи како што треба. Меѓутоа, овие, како што гледам, овие 5 години власт, како што сега 6-та ќе префрли од 2020 година, бидејќи буквално од 2015 после излегувањето на бомбите, 2016 тоа се 2 години кога имаме техничка влада, кога заеднички на некој начин се партиципира во власта, 2017, 2018, 2019 сме сега, кога на некој начин 5-та година поред има власт и веќе влегуваме во 6-та, а веќе наредниот месец во јануар се очекува да се направи друга техничка влада. Така да, многу назад се враќаме, непотребно, се со намера, јас го кажував и во делот на кога го работевме со почитуваниот заменик министер и законот за извршување на санкции. Потоа неколку пати се менуваше, затоа што некогаш субјективно или едностранно се добиваат информации и се дават предлог решение. Идентично беше и законот за спорт кој по 4-ти пат го менувавме и се уште не е во можност да им се даде на конечните корисници да го користат тој ваучер кој што е така неопходен. А за да не зборувам за реализацијата и дали може тоа да се направи. Во однос на останатото и забелешките по овој закон, генерално бидејќи вчера не можев да учествувам на ова дебата, на ова комисија, генерално, јас ве замолувам, европското знамеце, користењето на европското знамеце. Мислам дека треба да се прекине со таа практика, затоа што создава нешто како да сака да скриете, како сака на сила да го донесете, да избегнете дебатата, да не се дозволи да се разговара нова тема. Знаете дека тука е помалку можноста за ограничување. Мислам дека на овој начин многу закони помина, не дека и многу се носат и по брза постапка. Тоа веќе е еден начин кој треба да се прекине понатаму како пракса. Ние завршуваме како мандат, се надам дека веќе следниот состав ќе се надмине и ќе седне и ќе разговара во однос на тоа како тоа треба да се практикува, затоа што стварно се носат неквалитетни, на брзина закони и често пати со корекции. И впрочем, ова што денес го правиме и вчера и денес и со прифаќањето на овие неколкуте од 10 на 12 амандмани, 5 прифатени се ми се чини од вчера, покажува добра волја, ќе речам, меѓутоа покажува дека е нестручен текстот. Имаме слаб текст.
Значи, го потврдува оно што го говориме, дека текстот е на брзина направен, скоцкан, се со намера да помине така едноставно колку што од реди рада, како што да помине. Меѓутоа, едно од тие забелешки, следната забелешка е се намалуваат критериумите за упис. Значи, тука не треба, луѓе, ве молам, дај да ги дигнеме критериумите. Се случаат такви неколку работи и во делот на администрација и така натаму. Тоа е популистички. Луѓето зошто ти вика, па зошто јас да учам? И во високото образование имавме такви моменти. Ке рече, јас можам и многу со помалку знаење да поминам. Меѓутоа, ај вака да се замислиме. Често пати викаме, па некој е судија, па така одсудил или јавен обвинител вака ме обвинил. Да, ама ние, ако ги избереме квалитетните луѓе, ако биде тоа некој почеток на нешто што ќе ја градиме државата, мислам дека така нема да се осети некој загрозен понатаму во иднината. А тоа значи дека тие ќе дојдат, имат интегритет. Зборувате воопштено за цел закон, само нема кратко само точка што со да кажам, амандман. да. Ќе идам до суштинското и она што е барањето, ќе ви кажам што е у суштина она што го говореше почитуваната колешка и предлогот на нашите колеги за измената во тој дел. Само да кажам уште не дека законот овој се однесува на учество на представник на Министерството за правда во органите на академијата. Мислам дека и тука не треба да има. Значи треба да се исфрли таа ситуација, да има влијание политичко од Министерството за правда да биде дел од оваа академија и тука има една суштинска забелешка во однос на 70% од добивањето на бодови при испитување на таа комисија како последен тест. И сега знаете како, добивате документи, имате стручност, сте полагале, сте учеле правосудни испити, страшно е многу тешко да дојдеш да бидеш судија, адвокат, не знам, луѓето полагат по 10 на години. Тоа е огромна работа и треба и тој момент да го сватиме, колкава е нивната мака и обврска за да дојде до тоа. И сега некоја комисија ти вика ќе се собери, а комисиите знаеме какви се. Ќе си ги предложи владата, ќе рече тоа ќе бидат, да, овој ни се свиѓа, тој не ни се свиѓа и се создава недоверба кај граѓанството. Така да ние мораме тоа да го надминеме и тоа е една од најголемите забелешки вака суштински. Што се однесува конкретно, ми е драго што го прифативте овој предлог амандман, сакав да говорам по него, меѓутоа бидејќи еве го прифативте во однос на нестручното и несвесното работење на судите. И добро што се прифати, бидејќи ние мораме па и да ги обрзаме судиите. Колега, вака се. И сега во однос на еве вака, во член 19 став 3 алинеја 3 се менови глас се суди од Уставен суд, оно што го говореше почитуваната колешка. Во став 4 алинеја 5 се менови глас и Уставниот суд номинира еден член и негов заменик од редот на судиите. Значи, овој амандман се предлага со цел отстранување на влијание на Министерството за правда, програмскиот совет и воведување на член и заменик од страна на Уставниот суд. Член и негов заменик во програмскиот совет на академијата од редот на уставните суди ќе значи равноправна и равномерна представеност на сите судски власти во државата. Ако се има предвид уставната позиција на Уставниот суд, предложеното законско решение го става во неравноправна положба Уставниот суд во однос на другите судови во државата кои имаат своји членови и заменици во Програмскиот совет како што се Врховниот суд и Судскиот совет. Недопустливо е да може според предлог законот директор на академијата да може да биде поранешен уставен судија, а да не може да биде член на Програмскиот совет. И второ, Уставниот судија е далеку постручен и покомпетентен во исполнувањето на надлежностите на Програмскиот совет од државните службеници. Тоа е нашето образложение и видување на ова зошто и како би требало да биде. Меѓутоа јас би го цитирал оно што вие всушност и го дадовте во предлог законското решение. И вели вака, член 19 Програмски совет, совет на Програмски совет. Член 19. Под 1. Програмски совет е стручен орган на академијата. Под 2. Програмски совет е составен од 7 члена и нивни заменици кои ги назначува управниот одбор. Член 3. Под број 3. За член и заменик член на Програмскиот совет може да биде назначен судија или јавен обвинител со најмалку 8 години работно искуство како судија или јавен обвинител, редовен или вореден професор по правни науки со најмалку 8 години работно искуство во одредена правна област по стекнување на академското звање доктор на науки, раководен државен службеник од Министерството за правда со најмалку 8 години работно искуство на работи од областа на правосудството по положен правосуден испит. Номинацијата на членовите и нивните заменици на Програмскиот совет пропратени со лични биографии се врши на начин што Врховниот суд на општа седница номинира еден член и негов заменик и тоа од редот на судиите на Врховниот суд. Јавното обвинителство номинира еден член и негов заменик од редот на јавното обвинителство во Република Македонија. Судскиот совет номинира еден член и негов заменик од редот на судиите. Советот на јавните обвинители номинира еден член и негов заменик од редот на јавните обвинители. Министерот за правда номинира еден член и негов заменик од редот на раководните административни службеници во Министерството за правда.
Изборот на 2 члена од редот на редовни или воредни професори по правни науки се остварува преку јавен повик врз основа на одлука на управниот одбор. Мандатот на членовите на програмскиот совет и нивните заменици трае 2 години со права на уште еден избор. Еден месец пред истекот на мандатот од став 6 на овој член се номинираат членови и заменици членови на програмскиот совет. 8 членови на програмскиот совет и нивни заменици не може да бидат членови и нивни заменици на управниот одбор на академијата, Комисијата за приемен испит, Комисијата за завршен испит и Комисијата за ревизија на одржани испити. Членовите на програмскиот совет и нивните заменици може да бидат предавачи во академијата. Значи барањето наше, уште еднаш ќе го повторам, е барање кое се бара. Значи, гледаме дека тука според ова може да бидат скоро сите, само да нема представник од Уставниот суд. Значи, јас замолам, уште еднаш ги замолам колегите, доколку има можност да се прифати овој амандман. Благодарам.